Работнички права, работничка борба, работничка класа. Дали овие термини значат нешто за работниците денес? Денес во Гласни идеи разговараме со другарот Дејан Лутовски, член на марксистичка организација Црвени, каде ќе ги опфатиме овие теми, односно работничката свест и состојбата на работничката класа воопшто, со посебен осврт на работничката класа во Македонија. Здраво, Декс, добро дојде во Гласни идеи. Здраво, Джелан, мило ми е, не сум прв пат тука, Да. сигурно не и последен, има што да збораме, така да. Точно. Во контекст на 1 мај, прво би те прашала, значи пред 150 години некаде работниците се изборија за 8 часовно време и други права политички, културни, здравствени и така натаму, но сега состојбата на работникот е деградирана и некако правата се уназадени. Оние права што се добиени пред 150 години веќе се уназадени и не се почитуваат. Па на што се должи тоа? Добро, мислам првично да не навлегуваме во историска читанка и во расправа за 1 мај значењето. Сите знаеме што значи 1 мај. На интернет има многу текстови кои што можат да се прочитаат за историското значење што се случило на овој ден. Поиќе би се задржал на ова во насока на тоа што го постави прашањето, практично што значи денес 1 мај, зошто денес тие права се газат или се уназадуваат. Би кажал дека како што веќе ти напомена, сите тие права, 8-часовно работно време, право на слободен викенд, право на годишен одмор, се е тоа извојувано преку борба. Генерации работници буквално физички загинале за да можат да ги уживаат тие придобивки. И сега ние денес доаѓаме во една ситуација да наместо да се бориме да како некој општ слоган на цело работничко движење да биде 6-часовно работно време, ние сме доведени во ситуација да се бориме работното време да остане 8 часа, тоест да не се зголеми, зашто сме сведоци дека во многу сектори, особено кај нас, луѓе работат подолго од 8 часа. И сега мислам дека тоа во голема мера уназадувањето на работничките права е поврзано со општата состојба на синдикалното и на работничкото движење. Значи, тоа работничко движење во минатите периоди доживеало некои порази, значи тие порази пред се должат на, ќе кажам условно кажано, предавства на некоја си синдикална бирократска врхушка, која што е многу поблиска до интересите на владеачката класа отколку кон интересите на работниците на кои што ги представува. И едноставно, ако вие немате силно и демократско организирано работничко движење, не можете ниту да ги задржите правата кои што сте ги извојувале, ниту па да добиете некои нови права и да одите чекор напред во класната борба. Че треба да имаме уште една работа тука предвид, значи економскиот аспект како функционира капитализмот, кога вие имате периоди на раст и на релативна стабилност на капиталистичкиот поредок, сосема е возможно за владеачката класа да даде некои отстапки за кон работниците како класа, значи на грбот на цел профит кој што капиталистичката класа го прави да овозможи некои ситни отстапки за работниците. Во време кога имаме органска криза на капитализмот или кога капитализмот е во состојба на пропаѓање, на уназадување, тогаш инертната логика на капиталистичкиот начин на производство е да се удира по сите стекнати права на работниците, се со цел самиот систем да се заштити, значи за да се сочуваат профитите, за да се одржи некоја каква таква релативна стабилност на капиталистичкиот поредок сам по себе. Капиталистичката класа е принудена во време на криза заради обстојување на системот да ги крати правата на работниците. Значи тука не се работи за добра волја или за лоша волја, едноставно таква е природата на нештата, самиот систем бара некој чекори за истиот тој систем да биде заштитен и владеачката класа како одбор на капиталот, тоа е кажано многу порано во историјата, ама сега иди до своје јасно значење, е принудена да превземе определени чекори за да го заштити системот по секоја цена, би кажал. Да, но што прават тогаш работниците? Еве пример видовме во 2023 година почна со масовни протести, штрајкови, генерални штрајкови, значи во Германија, во Франција, во Германија, во Грција. Што прават работниците кај нас? Зошто не превземат такви чекори? Тука кој е виновен, синдикатите, кои што не можат тоа да го направат или самите работници бидејќи немаат таква свест? Добро, првен би се задржал на зашто имаме многу специфична ситуација ова година. Значи се јасно станува дека со кризата од 2008 капитализмот не се спаси,
Чите само беше некакво си привремена стабилизација. Сведочиме на заострување на класната борба и то заострување во центрите на капиталот, значи во јадрото на капитализмот. Тоа е многу специфично заради тоа што ако стабилноста на системот се руши и се подрива таму каде што истиот е најсилен, каде што капиталистичката класа е најмојна, тоа е некој си сигнал дека ни следуваат едни интересни и можеби предреволуционерни времења не чекаат. Тоа ќе видиме допрва. Во Франција имавме големи протести, значи предизвикани од најавата за пензиската реформа на Макрон, кој што има намера кај ни возраста за пензионирање е 62 години, да се подигне прагот на 64 години до 2030 година, да оди то етапно зголемувањето. Французите одговорија, француската работничка класа на тоа одговори жестоко. До сега имало 10 дена на национални денови на штрекувачка акција, мислам дека. Од прилика на еден од тие денови имаше 3,5 милиони работници во акција. Сега последниот пат од прилика околу една недела имаше таков национален ден на акција, имаше негде околу 2 милиони работници вклучени се насе во цела Франција, што збора за тоа дека е навистина масовно движењето и ситуацијата во Франција служи за да потенцираме заради тоа што кај нас се има некој мит дека ова овде не е вистинскиот капитализам, таму е вистинскиот капитализам и таму владеат некакви закони и правила и нема автократско одлучување. Макрон реши да со цел да ја спроведи волјата на капиталистичката класа за да се зголеми возраста за пензионирање, тој реши да го заобиколи парламентот. Значи предлогот по некој си таму нивни фамозен член 49.3 од францускиот устав што му дава некоја си извршна улога на Макрон, на претседателот, да може да го заобиколи гласањето во парламентот. Значи се користат сите можни механизми за да се протурка интересот на класата која што владе и Франција како голема земја, како земја од јадрото на капитализмот не е исклучок. Значи кога екзистенцијата на одреден систем е доведена во прашање, тогаш се користат сите средства на располагање за тоа да се одбрани. Значи немаме автократски и недемократски механизми, методи само тука на периферијата во Македонија и на Балканот во бивша Југославија, туку тие методи се користат и во најразвиените капиталистички земји, во Франција да речеме. Германија исто би нагласил многу значајна, можда не како Франција во овој момент, но сепак многу коментатори, да речам буржуарски коментатори кои што се загрижени од развојот на штрекувачкото движење во Германија. Германија штрекуваше транспортниот сектор, негде околу 155.000 работници, мислам дека стапија во штрайк, прават паралели, не смееме да усвоиме штрекувачко расположение на французите. Тие го користат францускиот пример како страшило во Германија, а она што е видливо на германските улици дека и самите работници кои што штрекуваат наоѓаат инспирација во француската работничка класа, во една соседна работничка класа која што исто така е, да речам, силна земја од јадрото на капитализмот. Германија е најбитната земја во Европската унија, клучен играч, и тој штрајк кој што на некој начин кулминираше со претходно помали штрајкови изминатите месеци. Поштенските работници во Германија исто имаа штрајк на кој што бараа зголемување на платите и го добија. Така да Грција исто. Грција би вреди да ја прокоментираме заради тоа што несреќата каде што еден товарен и еден патнички воз се судрија, 57 лица загинаа, претежно млади. Тоа предизвика масовни протести во сите грчки градови, најголеми во Атина и во Солун. Се прогласи генерален штрајк, синдикатите излегоја и сето тоа доведе до пат на владата на Мицотакис, многу битно, значи политичката нестабилност доведе до пат на владата и заради тој пат сега имаме во Грција предвремени избори кои што ќе се одржат во мај, а претходно премиерот на Грција тоа го коментираше несреќата како така требало да биде, нешто како акт на судбината. Акт на судбината, да. Па така беше и со несреќите во Македонија, и со болницата, нели, и со автобусот што се запали, кажаа дека тоа е Бог така сакал. Тоа акт на судбината. Или несреќа, не знам. Да. Со тоа што во несреќите во Македонија компаративно ако ги земеме трите најголеми несреќи, таа во Тетово,
автобусот Дурмо Турс гостивари, Бесатранс мислам дека беше со туристите во Бугарија за Рамазан. Тогаш мислам дека во сите тие три несреќи сигурно 70-80 лица загинаа. Да. Грубо земено. Но тогаш па тоа е разликата. Кај нас тогаш ништо не се направи, освен нели плачење по социјалните мрежи. Имаше мал обид за протест во Тетово, кој што беше мислам дека не беше дозволено да се соберат. Беше собирот полиција им пратија или не знам. Растурен беше во старт собирот. Имаше реакции. Добро, тоа е значи сепак ако споредуваме Македонија и Грција, нивното работничко движење е многу во споредба со кај нас тука е многу поактивно. Има тука и некои историски фактори, ама во секој случај ти имаат многу поздраво и помасовно работничко движење кое што на такви работи може да одговори многу подобро и многу поадекватно. Значи години уназад во Грција беше приказната не треба да се приватизира железницата и самите работници вработени во транспортната индустрија зборува за погубните ефекти од приватизацијата на железничкиот транспорт и ете тие кусогледи политики до што доведоа на крајот до една фатална несреќа во која што 57 лица загинаа. Така да, дефинитивно светот лека полека се буди, а наше овде на периферијата е да фатиме чекор со тоа будење на Па да, каде е работничката класа на Македонија во тој процес на будење. И пример еве зошто нема тука генерални штрајкови, нема ниту повеќе дневни протести, што прават нашите синдикати. Еве споредбено со Грција, Германија и Франција, кој таму ги организира работниците? Добро, пак ќе речам, нивното работничко движење е малку поинакво отколку кај нас овде, значи ситуацијата е малце поинаква во тие земји. Кај нас, мислам, работничката класа историски овде последните 30 години доживеала повеќе порази, да речам, и на некој начин и повеќе предавства од некои синдикални врхушки раководства и мотивот за борба не е толку голем, бидејќи кога вие се борите, треба да имаме предвид дека најголем дел од луѓето, најголем дел од работниците живеат, да речеме, во некои си мирнодопски услови не се вклучуваат активно во класната борба. Само кога има некој поголем настан или кога има некои поголеми промени, кога има некои контрамерки кои што директно удират на нивниот живот, тогаш влегуваат во политичката арена да се борат. Сега, заради тоа што во минатото немале некои големи резултати, пред се благодарение на предавствата на синдикалните врхушки, можеме до некаде да разбериме причината или коренот на таа пасивност. Едноставно имате изгубена доверба, членството во синдикатите константно паѓа години уназад и во таква една ситуација е многу тешко да организирате било каква колективна работничка акција, мада што има некои позитивни примери, значи ако не се лажам, кај нас синдикатот УПОС има организирано 2 прилично долготрајни штрајкови, едни од 82 дена во 2000 година и во 2016 година преку 60 дена на судската администрација. Имаше обид во јуни 2022 за генерален штрајк, но тоа беше, мислам, дека само обид, не беше во вистинска смисла на зборот генерален штрајк. Има реакции на синдикатите за сега планираат да донесат закон за плати во јавниот сектор со кој што практично ќе ги анулираат колективните договори. И на некој начин гледаме некоја си барем мало придвижување на синдикатите. Да, ма кај на синдикатите се придружуваат и все уште веруваат во социјалниот диалог. Нивната борба се состои во тоа, во социјалниот диалог и предлагање на нови законски решенија, кои што понатака не се почитуваат нели во пракса. За нашите синдикати ја немаат моќта и одлучно се да ги извадат луѓето на улица. Да, Джелан, тоа е диалектички процес. За нашите синдикати да бидат мојкни, треба да имат масовна база и поддршка од своето членство. Треба да имат масовно членство кое што е вклучено во активностите на синдикатот, а од друга страна за тоа членство да биде масовно вклучено, тие треба да имат доверба во синдикатот дека е нивна организација. Значи тоа се два диалектички поврзани процеси. Тие две работи треба на некој начин да одат паралелно. Само во моменти на заедничка и успешна борба, синдикатите ќе добијат поголема сила, а работниците ќе добијат поголема доверба за да се вклучуваат помасовно во синдикатите. Јас мислам дека, иако сме ние на периферија,
трендот на класна борба нема да не одмине. Еве се ближи 1 мај, ова емисија снимаме во предвечерието на 1 мај, така да дефинитивно е сега како никогаш порано можеби е момент за акција да сите ние кои што живееме од својот труд организирано да излеземе и не само за 1 мај, туку генерално активно да се вклучат во политичкиот живот и да повторно да ги поставиме никулците за изградба на тоа и работничко и социјалистичко револуционерно движење во Македонија. Мислам дека не постои подобро време од сега. Сега, за какви промени треба да се борат работниците? Дали треба да се задоволат само со, да кажам, ситници, во смисла еве сега да се покачат и останатите плати, или треба да побарат корените промени на системот? И како би го направиле тоа? Како да се организират само преку синдикати или и преку други форми на организираност? Па добро, за да ги имаме ние тие корените промени, треба негде да се почне, не треба дури оние мали победи на работничката класа не треба да се обесхрабруваат. Значи, кога ќе се добие некоја ситна отстрапка од страна на капиталот или кога ќе се издвојува некое право кое што е минимално или дури кога ќе се заштити некое право кое што не е удар, тоа можеби во дадениот момент изгледа мало, но сепак на долги стази, доколку постојат организации и синдикати кои што се способни да го артикулираат во иднина, тоа може да биде голема работа. Значи, првично мора да се врати самодовербата. За ние да имаме крупни промени, мора да се поминат и тие помали чекори, значи да се освојат и некои си базични права кои што го третираат секојдневниот живот. Значи, за работничката класа мора да ја свати својата историска нужност за да го надмине овој систем кој што нема интерес веќе да екзистира и да воспостави еден нов правичен систем кој што е секако социјализам, за кој што јас као член на марксистичка организација Црвени сите ние се бориме. Значи, мора да се направат некои чекори тука, тоа нема да се случи само од себе. Потребно е првен изградба на силно и здраво демократско работничко движење и организирање во работничка партија со социјалистичка програма. Токму тоа е она за кое што ние се залагаме и моментално во очи на 1 мај сакам само да најавам дека подготвуваме во контекст на празникот на трудот специјално првомајско издание на нашиот вестник Нова Искра, каде што 1 мај се третира во контекст на сегашноста во која што живееме, на работите кои што се случуваат во светот и кај нас, како што досега зборавме во овој разговор. И тоа мислам дека во таа насока треба да се движи целото организирано работничко движење, дека како никогаш порано ја имаме потребата од надминување на овој систем преку формирање на една работничка партија во недостаток на истата кај нас моментално, која што ќе се бори за отфрлање на постојниот систем и за воспоставување на социјализам. Дејан, ти благодарам за гостувањето и за разговорот. Почитувани гледачи, револуцијата не е плод кој сами отпаѓа и затоа на 1 мај се гледаме сите заедно на улиците.